И на овие избори практиката на искористување на деца за време на изборната кампања од страна на политичките партии или личности продолжи. Политичките партии продолжуваат да го имаат истиот пристап како и на изборите и изборните кампањи претходните години и покрај повторените апели од невладините организации да престанат со такво нешто, бидејќи тоа јасно го крши законот за правата на децата. Од првата детска амбасада во светот Менѓаши велат дека политичките партии покажуваат дека не сакаат да разберат што треба да прават. Тие понатаму ги користат за најразлични начини за собирање на политички поени, а децата не се декор и ова навистина треба да се разгледа на многу посериозен начин. Ова се случува во континуитет, лани, полани, секоја предизборна било каква политичка кампања или избори го имаме ова. Мислам навистина треба да се вложи уште поголем напор, затоа што ние како организација сме на капка во морето која што се обидуваме да пристапиме сериозно кон овој проблем. Не се случува, например, имавме добиено и дојава за училишта, каде што имаме политичка злоупотреба на деца од страна на политички фигури веќе во дворот на училиштата. Од канцеларијата на Народниот правобранител велат дека деновиве Менѓаши пријави неколку вакви случаи во кои кандидати за градоначалници се фотографираат со деца, делат пакети, подароци, училишен прибор и слично. Бидејќи се објавуваат фотографии од кои може да се заклучи дека децата се вклучени во кампањи. Народниот правобранител со цел да го заштити интересот на децата по своја иницијатива отвори случај во кој ќе превземе действија во рамките на законските овластувања. Ова значи дека ќе побара од надлежните органи да ги разгледаат сите вакви случаи и доколку најдат прекршување на законот да воведат санкции. Оваа појава е уште повознемирувачка бидејќи на страниците на политичарите се објавуваат фотографии и видеа од активности во кои се вклучени деца, а кои ги следат илјадници граѓани. Невладините организации бараат политичките субјекти да покажат грижа за децата, дури и кога нема избори во земјава, обезбедувајќи посоодветни услови за образование и воспитување.